Еве да нас повторно со нашиот последен час за денеска математика. Да, за деветоделинците имаме решавање на системи со метод на замена. Имаме овој час. Одиме со првиот пример. Да се дезинфицираме, да. Да. Лука, како ти одат тебе системите? Зависи Лука, кои системи. одлично му оди математика. Досега да, досега се снајде одлично. Па, може да пробам, да. Да. Може да пробам. Првиот систем ни е следниот. Y нека е еднакво на 8 минус 2x, а втората равенка 2x плюс 3y да е еднакво на 4. И Ова е да не го, најголемиот предизвик за мене. да не го заборавиме знакот Да. за систем. Најголемиот предизвик. Се сеќаваш како се решава? Па да пробам. Имаме метод на замена, значи самето име ни кажува дека ќе треба нешто да замениме. Знам, може да пробам. Ајде. Да молам. Да го објасниме прво. Ќе објаснам. Да го објасниме методот, значи што е всушност метод на замена? Мет- Бидејќи имаме две равенки, од едната равенка го изразуваме една од непознатите изразуваме и ја заменуваме во другата равенка. Така е. Што може да забележиме овдека? Дека го имаме Y. Дека y веќе е изразено, имаме и еден од поедноставните примери и веднаш И може да може да си го заменуваме замениме во доле во долниот втората. пример. Ајде, обиди се. Само ќе пишуваш малку посетно, бидејќи имаме многу запишувања. Нема проблем. Y. Ова си го препишуваме Така. пример. Првата равенка се препишува. 2x плюс 3 и сега отвараме заграда. Така. Затоа што го препишуваме И ова. ево, значи еве го моментот на замена. Наместо y, значи заменуваме тоа што ни е дадено за y-от. 8. Како ја напишам? Еве, 8, добро, еве, вака само и готово. 8 минус 2x. Ево. Понатаму што имаме? Да е еднакво на Да е еднакво на 4. 4. Добро. И сега повторно препишувам. Ајде тука. Y, кој што е еднакво на 8, бидејќи сега го заменивме долу и гледаме дека ни се отвори простор за решавање на долниот Так, пример, так. односно гледаме ќе имаме еден x и друг x, па можеме да Така, го веќе работиме, допременуваме имаме на равенка со една непозната, Така. која што знаеме да ја решиме. Можеме тоа долу да го решаваме, ова Да. горе ќе го оставиме, малце ќе го подзаборавиме. 2x, не, директно ќе пресметам. Да, може. добро, не, во ред 2x 2x плюс ова е 3 3 по 8, помножено, 3 тоа ни е по да 24. 24, 3 по минус 2x, тоа е минус 6x. 6x. Еднакво на 4. Така. И си продолжуваме понатаму со решавање. Добро. И пак си го препишуваме овој пример. 2x. А долу е 2x, 2x. ево, со Минус 6x. 2x минус 6x е минус 4x. 4x. И конкретните броеви што ги имаме, ова ќе оди од другата страна, ќе биде минус. Тоа значи дека е минус 20. Еднакво. Ајде да напишеме и постапката, значи 4 минус 24, за да не се Јас збунат малце дома, скокам, да. извинете. Еве. И сега си доаѓа повторно да се препишува y еднакво 8 минус 2x И минус 4x ќе биде еднакво на минус 20. Така. Ево. И си го дорешаваме, значи Така. како нормална равенка. Мене секогаш поинтересно ми беше ова и прво тоа си го препишував, смееме. ова го оставав и после си го препишував. 8 минус 2x, добро. И сега А ова е- конечно веќе x ни е еднакво. Тоест, X е еднакво на, од десно имавме минус 20 така е, сега ќе биде минус 20 поделено со минус 4. минус 4. Добро. А нели кога се променува од другата страна, не го менува знак? Да, го минува, ама овдека што беше знакот? Множење. Значи, Аха, затоа ставивме да, таму така е. делење, а со кој број множевме со минус 4, Така е, затоа ќе согласувам. делиме со минус 4. X е еднакво на минус Сега минус поделено со минус веќе ни дава плюс, значи x-от ќе биде само 5. плюс 5
еве го. А y ќе биде, пошто веќе го имаме x-от, Така. y ќе биде 8 минус 2 по 5. Така. Еве, само побоја напишеме се види. Добро. И можеш веќе тука само да ги напишеме Тука решени, значи X. конечно x е еднакво на Е еднакво на 5, а y-от а y е еднакво на 2 по 5 ни дава 2 по 5 е 10, 8 минус 10 ќе добиеме минус минус 2. 2. Еве го. Само секогаш ќе правиме и проверка за да бидеме сигурни дека точно сме решиле задачата. Ајде да провериме. Ајде. Ова веќе го проверивме во првата равенка тука. Да. Во следната да видиме. Ајде, 2 по 5 се 10 и 3 по 3 2. по минус 2 имавме, тоа ќе ни даде да. минус 6, па 10 минус 6 се навистина 4. Четири. Значи браво Лука, точно го реши овој систем. Одиме со следен. Ајде. Да, добро. Одиме. Сега нека ни е даден системот x минус 3 y да е еднакво на 7. А втората равенка нека е 2x минус y да е еднакво на 24. Сега, Лука, што ќе правиме? Сега ќе Во правиме претходниот вака. пример бидејќи y веднаш ни беше изразен, но Да. сега Тука бараме каде може да добиеме едно нешто. Значи Така. може да одиме и со y, а може да одиме и со x да го најдеме. Значи, ова ни е малце посложен пример. Зошто бидејќи нигде веќе немаме ниту x, ниту y да е еднакво веднаш Така. изразено А на мислам нешто, дека- треба сами. Така, мислам дека е полесно y да го најдеме. Не, погледни Не. зошто е полесно x-от, бидејќи овде имаме минус пред y-от. Секогаш ќе внимавате да ви е позитивен коефициентот за да ви биде полесно да не добивате негативни броеви. Добро. Значи овдека x-от е сам, значи немаме друг коефициент пред него за да не биде комплицирано за изразување, затоа што ако би тргнале од тука имаме 2x. Така е. А овдека имаме минус пред y-от, па затоа најлесно е од првата. Значи, од тука ако го изразиме x-от, ќе биде еднаков на. Од десна страна имавме 7. Ова минус од оваа страна ќе стане плюс 3y. И сега веќе во долната равенка може да Да замениме. решаваме така. Значи 2 отвараме заграда, 7 плюс 3y, 7 плюс 3y минус y е еднакво на 24. Така. Добро, со самото тоа што доаѓа дека 2 по 7, ќе го решам прво долното, 2 по Добро. 7 14 плюс 2 по 3 е 6 y Така. минус y е еднакво на 24 и си го препишуваме првиот пример. овде. Првата равенка се препишува. X е еднакво на 7 плюс 3y. Ето го. Понатаму, x е еднакво на 7 плюс 3y. Сега 6y Да, минус тоа- y ни дава 5y. Да. Смееме веќе за да скратиме на Да, пишување, смееме веќе бидејќи се 9 оделенци, не мораме Така да. да ги испишуваме. Значи, тоа се 5y. 5y, ќе бидат еднакви на Од тука имавме 24, и а тоа ова- кога ќе се смени минус ќе стане. Така, одлично. Од минус другата страна е минус 14. И одиме x е еднакво на 7 плюс 3y. 5y е еднакво на 24 минус 14, тоа значи дека 5y е еднакво на 10. 10, така. Тоа значи дека значи тука x си го препишуваме 7 плюс 3y, а само y ќе биде еднакво на 10 поделено со 5. Така. Јас вака си ги пишувам. Во како ред, дробка. не е проблем. Тоа значи дека е 2. Така, y е еднаков на 2. Може слободно да пишеш прво таа, за да може да Y-от е еднакво заменуваме. на 2, а x-от ќе биде еднаков на 7 плюс 3 3 по 2. по 2. Односно, сега ќе го пишеме целосно. Така, конечно веќе x-от е еднаков на Y е еднаков на 2, а x-от е еднакво 3 по 2 е 6, 7 плюс 6 13. Така. X-от е 13. Може да си провериме сега. така. Еве нека видат убаво гледачите. Еве да направиме и проверката. 3 по 2 е 6, а x-от беше 13. 13 минус 6 е навистина 7.
Во втората, 2 по 13 е 26, 26 минус 2 е навистина 24. Значи Лука ни ја реши точно и оваа задача. Браво за Лука. Тоа е тоа. Можеме да избришеме таблата. Ајде така. Имаме време, Лука, Тоа за е- уште една задача или толку е? Не знам да прашам обезбедувањето дали ќе звони. Не, значи мислам дека тоа е тоа за денеска. Тоа е тоа за денеска. Благодарам многу наставничке, многу научивме. Ви Да. благодарам и на вас. Да Мене големо беше браво за помошта, Лука, бидејќи толку денеска така. растури со знаење математика. Па добро, знаеш. Еве, учителке, вие кажете, јас од првиот час до сега сум напреднал малку. Токму така. Тоа знаете ли зошто? Затоа што дома секој ден си ги решавам домашните задачи. Браво. На вистина, стварно. Препорака за учениците Е, така, да го препорака. следат твојот пример. Така, да вежбате што е можно повеќе, сега нормално не да претерувате, но да се решава и математика и другите предмети, додека сте дома да учите. Бидејќи и Така математиката е. се учи токму со вежбање. Така е. Ние ви благодариме што бевте дел од уште една наша ТВ училници. Се надеваме дека утре повторно ќе се дружите со нас. Поздрав, чао, чао! Поздрав, чао!